Добро вечер, почитувани гледачи. Во празнично расположение се чествуваше Илинден и Денот на Републиката. Македонија го слави својот двоен празник, а во дневникот во 20 часот ке гледате. Илинден е меќник во кој се вкрстуваат минатото и иднината на Македонија, точка од која можеме да оцениме сегашноста низ призма на жртвите и влогот на генерациите пред нас, народна меморија која на најдобар начин е опоменува дека Македонија е нашата најголема и најзначајна партија, нација и вера, истекна председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски. Премиерот Никола Груевски го честиташе големиот празник Илинден и во своето обраќање посочи дека најважните чекори во правец на продолжување на нивните дела е зацврстувањето и напредокот на државата. Гувернерот на американската држава Калифорнија прогласи вонредна состојба поради пожарите. Македонската јуниорска кошаркарска репрезентација до 18 години го освои 21-то место на Европското првенство, Б дивизија што се игра во Австрија. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Република Македонија денеска ги одбележува двата историски Илиндена. 112 години од почетокот на Илинденското востание и 71 година од првото заседание на АСНОМ. Денеска низ цела Македонија се празнува големиот Илинден. Република Македонија денеска ги одбележува двата историски Илиндена, 112 години од почетокот на Илинденското востание и 71 година од првото заседание на АСНОМ. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски се обрати на свеченоста во меморијалниот комплекс АСНОМ во Кумановското село Пелинце, а пак премиерот Никола Груевски на одбележување во Скопје. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов е на централното чествување на Мечкин камен во Крушево. Таму ќе биде положено цвеќе на гробот на Никола Карев на местото слива и на споменикот на бранителите на Крушевската република на Мечкин камен, каде што ќе се одржи голем народен собир. Во Крушево за Илинден традиционално пристигнаа и коњаниците од Илинденски марш, а градот од денеска ќе биде домаќин на научно-културните средби 10 дена Крушевска република. Во битолското село Трново пак ќе се одржи семакедонската Илинденска средба во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица. Почетокот на Илинденското востание го објавиле камбаните во Крушево на полноќ спроти Илинден 1903 година. Околу 800 востаници го ослободиле градот, а по 2 дена Никола Карев ја прогласил Крушевската република и станал нејзин председател. Слободна република траела 10 дена. Под команда на Бахтијар Паша, 18.000 османлиска војска тргнала во акција за враќање на власта во Крушево. Последните истрели на Мечкин камен и загинувањето на војводата Питугули го означиле и крајот на Крушевската република. 41 година по Илинденското востание во манастирот Свети Прохор Пчински кај Куманово, 115 делегати го одржале првото заседание на АСНОМ, антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија, на кое е потврдена општествено-правната положба на Македонија како рамноправна федерална држава во рамките на ДФ Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, најстариот делегат и сведок на двата Илиндена. Избран бил президиум на АСНОМ под председателство на Методија Андонов Ченто. Заседанието усвоило неколку документи со државотворно значење, меѓу кои и решението за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава и Декларацијата за основните права на човекот и граѓанинот на демократска Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во обраќањето на централното чествување на 2 август, Денот на Републиката на Мечкин камен во Крушево истакна. Македонските граѓани очекуваат од сите учесници во политичките процеси да се однесуваат разумно и одговорно да покажат политичка зрелост. Граѓаните очекуваат власта да биде креатор, а опозицијата коректор на политичките и законските решенија. Но очекуваат тој процес да се одвива таму каде што му е местото, во институциите на државата. Институциите мора да функционираат бидејќи без луѓе ништо не се случува, но без институции ништо не трае.
Ова денеска го истакна председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во обраќањето на централното чествување на 2 август, Денот на Републиката на Мечкин камен во Крушево. Неопходно е да се врати довербата во институциите во кои има пропусти, и во образованието, и во судството, па и во одбраната и безбедноста. Ова држава ја граделе даскали учители како Гоце Делчев и Ѓорче Петров, Даме Груев и Димо Хаджидимов, Мисирков и Чуповски. Затоа новиот закон за високо образование што предизвика внимание кај јавноста треба да ја добие поддршката и од универзитетите, и од професорите, и од студентите. Судството треба конечно да стане вистински чувар на правдата, рече Иванов. Во 1925 година потенцира председателот Крсте Петков Мисирков напиша: "Ние, македонската интелигенција, без сомнение, ја носиме најголемата одговорност за положбата во која денеска се наоѓа нашата татковина. Меѓутоа, има околности што ја намалуваат нашата вина. Но денес, 90 години подоцна, тука од Крушево велам дека веќе нема околности што би ја намалиле одговорноста на македонските интелектуалци, политичари, медиуми, невладини организации. Секој сноси дел од одговорноста за неодговорното однесување во сопствената сфера на дејствување. Учеството во јавниот простор подразбира јавна пристојност и јавна одговорност за јавно изговорениот збор, нагласи Иванов. А со какви зборови го исполнивме јавниот простор, праша Иванов, додавајќи дека во изминатиот период и ние и нашите деца се изнаслушавме горчливи, вулгарни и брутални зборови кои создаваат недоверба меѓу луѓето. Иако зборуваме на истиот јазик, престанавме да се разбираме. Иако заедно сме минале и низ добро и низ лошо, сме се радувале на победите и сме тагувале за поразите, се однесуваме како да сме туѓинци. Престанавме да си веруваме на дадениот збор. Не сме биле толку раскарани уште од времето на пропаганди. Диалогот го сведовме на монолог во кој никој никого не слуша, истакна Иванов. Укажа дека отсуството на опозицијата од институциите предолго го оневозможуваше механизмот на контрола. Според него, недозволиво е нашиот политички систем да зависи од карактерот на лидерите на политичките партии. Крајно време е да го исполниме последниот македонски манифест. Време е стиснатата тубаница да ја замениме со расширени раце, неодговорното однесување да го замениме со неопходна одговорност, а меѓусебните обвинувања да ги замениме со враќање на довербата. Довербата е потреба на поединецот и врзивно ткиво на општеството. Поединецот без доверба се изолира, а општеството составено од изолирани поединци се распаѓа, рече Иванов. Појасни дека како председател на Република Македонија секогаш правил се што е во рамки на неговите надлежности да обезбеди услови за диалог за градење доверба. Нашата цел, посочи председателот, мора да биде држава и општество втемелени врз взаемна доверба, доверба меѓу граѓанинот и државата и меѓу институциите на државата. Според него, клучот за довербата е одговорноста, бидејќи секое стекнато право подразбира и одговорност и секој кој носи одлуки ќе преземе одговорност за своите чекори. Така се града државата и иднината. Одговорни граѓани во одговорна држава. Реков и пак ќе речем, сега е време на отрезнување и освестување. Затоа, како што знаеме да живееме со нашите најдлабоки верски и етнички разлики, така мора одново да научиме да живееме и со нашите идеолошки и политички разлики, бидејќи има едно нешто што ги надминува и ги порамнува сите разлики, а тоа е Македонија. Тоа е нашата одговорност кон заветите на нашите предци и кон иднината на нашите потомци. Бидејќи интересите не се исти, а иднината ни е заедничка, додаде председателот Иванов. Премиерот Никола Груевски го честиташе големиот празник Илинден и во своето обраќање посочи дека најважните чекори во правец на продолжување на нивните дела се зацврстување и напредокот на државата, обезбедување на мирот и безбедноста на земјата и народот, подобрување на животот на народот, развојот на демократијата и човековите права, развој на образование на економијата, на владење на правото, обезбедување на стабилност на државата и нејзин континуиран напредок во секој поглед. Македонија ги памети и почитува делата, храброста и жртвите на линденците и борците од народно-ослободителната борба, чии стремежи и цели се темелници на слободата и државноста, истакна премиерот Никола Груевски во обраќањето по повод Денот на Републиката, 2 август, пред споменикот на Методиј Андонов Ченто во Скопје. Денес, потенцира Груевски, одбележуваме 71 година од Асном и 112 години од Илинденското востание. Денес е ден кога Македонија се сеќава, одбележува, ги слави
представи хероите, делата и вредностите, илинденците од 1903-та и антифашистите, народно-ослободителните борци се нашиот паметник. Тие се темелот на нашата денешна држава и слобода. Многу им должиме на нив, на нивната лична жртва, рече Груевски. Македонија посочи ги слави памет и делата, храброста и жртвата на Методи Андонов Ченто, Никола Карев, Пито Гули, Кузман Јосифовски Питу, Гоце Дилчев, Даме Груев, Михајло Постолски. Сите генерации кои доаѓа по нивната смрт наведе го паметат и почитуваат нивниот напор и стремешко на високите цели. Тој меѓу другото додаде дека едно од символичните гестови на одолжувањето од оваа генерација се градењето на спомениците на великаните на македонската историја, музеите, имињата на улиците, булеварите, плоштадите, населбите и мостовите, со нивните имиња, книгите и монографите за нив, документарните филмови за нивните дела и страдања, ликовните дела и други символични чекори и гестови со кои се заблагодаруваме на нашите предци кои се жртвуваа за својот народ, но тоа се символичните гестови. Најважните чекори во правец на продолжување на нивните дела, додаде Груевски, е зацврстувањето и напредокот на државата, обезбедувањето на мирот и безбедноста на земјата и народот, подобрувањето на животот на народот во секој поглед, развојот на демократијата и човековите права, развојот на образованието, на економијата, на владење на правото, обезбедување на стабилност на државата и неизин континуиран напредок во секој поглед. Грција треба да го врати фокусот на решавање на билатералниот проблем, посочи премиерот во обраќањето пред народот по повод големиот македонски празник Илинден. Кризата кај јужниот сосед и нам ни направи штети, како економски заради блискоста и поврзаноста на нашите економии, така и политички, пред се заради целосно дефокусирање на нашиот сосед од решавањето на нашиот билатерален проблем што нас веќе цели 7 години неоправдано не чини членство во НАТО и веќе слободно можам да кажам и членство во Европската Унија. Затоа што ако немаше блокада на започнувањето на преговорите во 2009 година, ние денес ќе бевме член на Европската Унија. Посакуваме нашиот јужен сосед побрзо да ги надмине актуелните економски предизвици и да го врати фокусот на нашиот билатерален проблем и блокадата врз нас, истакна тој. Мигрантскиот бран што ја зафати Европа ја стави Македонија засега во својство на транзитна држава, со можност тоа во иднина да се промени и да почнат мигранти од различни азиски или африкански земји да се задржуваат во Македонија. Ако некој мисли дека оваа мигрантска криза е некаков бран кој ќе помине набрзо, се лаже. Ова е само почеток на еден вид нова голема преселба на народите, која допрва ќе добие замав. Засега добро се справуваме, но предизвиците ќе растат. Ќе бидат потребни дополнителни напори, мерки и политики. Тој додаде дека не смееме да останеме пасивни на овие движења и мораме, колку што е можно превентивно и активно да делуваме, истакна премиерот Груевски во своето обраќање. Илинден е меѓник во кој се вкрстуваат минатото и днината на Македонија, точка од која можеме да ја оцениме сегашноста низ призма на жртвите и влогот на генерациите пред нас. Народна меморија која на најдобар начин не опоменува дека Македонија е нашата најголема и назначена партија, нација и вера. Ова е една од пораките што ги упати председателот на Собранието на Република Македонија на свеченоста во меморијалниот комплекс Пелинце. И во меморијалниот комплекс Пелинце денеска цвеќе положија бројни делегации од Собранието, од владата, од кабинетот на председателот на државата, од генералштабот на АРМ, од Сојузот на борците, од општините Куманово и Старо Нагоричане, од политичките партии и здруженија на граѓани. Илинден е меѓник во кој се вкрстуваат минатото и иднината на Македонија, точка од која можеме да ја оцениме сегашноста низ призмата на жртвите и влогот на генерациите пред нас. Народна меморија која на најдобар начин не опоменува дека Македонија е нашата најголема и најзначајна партија, нација и вера. Ова е една од пораките што ги упати председателот на Собранието на Република Македонија на свеченоста во меморијалниот комплекс Пелинца. Денеска свежо цвеќе положија бројни делегации од Собранието, од владата, од кабинетот на председателот на државата, од генералштабот на армијата, од Сојузот на борците, од општините, од политичките партии, здруженија на граѓани и дипломатски кор. Велјановски за време на својот говор порача дека треба секојдневно да промовираме заедништво по примерот на учесниците на Илинденското востание, како и да градиме мостови на соработка внатре помеѓу нас, но и надвор со другите народи и држави. Тој укажа дека Македонија е толку цврста внатре колку што е интегрирана надвор и додаде дека македонската армија покажува што за нас значи НАТО. Додаде дека верува во силината на меѓуетничкиот и меѓуполитичкиот консензус и дека со тоа јакне нашето внатрешно единство. Подам рака на диалог, подам рака на соработка, подам рака за нов напредок околу стожерните приоритети на државата. Мораме
мораме да покажеме дека зборови за соработка, изговорени на вакви големи национални денови, не се само протоколарен чин. Ниту еден проблем не е доволно голем за да не биде совладен доколку целта е Македонија. Ниту еден настан не е доволно голем доколку настапуваме со искрени намери. Ниту еден направен разговор не треба да биде пречка за да отпочне диалог. Македонија е доволно силна за да може самата да ги решава проблеми. Македонија покажала дека има капацитет да се носи со тежината на проблемите што произлегуваат од нејзината самостојност. Да покажеме дека ги цениме советите на нашите меѓународни пријатели, но и дека имаме сила самите да разговараме и да ги решаваме проблемите. Да покажеме дека знаеме да решаваме сложени прашања, користејќи ги нашите внатрешни сили и капацитети. Да покажеме дека сме држава со сите нишани. Цврсто верувам дека делата, а не зборовите се она од што зависи историската оценка за нас. Времето ќе ги острани сите неосновани траги и ќе ги прикаже личностите и настаните во вистинско светло. Во тој дух, повикам заедно да продолжиме да ги надоградуваме демократските основи на македонскиот законодавен дом. Да ја јакнеме соработката во собранието како основа на соработка во општеството. Партиите помеѓу себе се конкуренти, а не непријателски формации. Собранието е она стожерно место кое е подеднакво отворено кон сите независно на која политичка група и припаѓаме. Да продолжиме да му покажуваме на народот дека партиите знаат да се надпреваруваат како што знаат и да соработуваат. Да покажеме дека нашите програмски и идеолошки разлики знаеме да ги споделуваме, негувајќи културата на диалогот. Впрочем, алтернативата не е непозната за нас. Тоа е непримерниот политички конфликт кој за жал го гледаат македонските граѓани. Верувам дека ќе успееме да отвориме нова демократска перспектива со завршувањето на летото. Верувам дека враќањето на опозицијата ќе даде дополнителна тежина на македонскиот парламент. Впрочем, парламентот е институција во која се вкрстуваат идеите за да се инфилтрира вистинскиот проект, а не институција од каде се подкопуваат демократските темели на државата. Ниту една политичка бомба не може да предизвика доволно голем политички чад за да се замаглат вистинските дела. Велјановски во говорот потенцираше дека Македонија ќе продолжи да ја јакне соработката со САД и дека Европа е нашиот дом. Тој се осврна и на политичката криза, истакнувајќи дека пред евроинтегративниот процес го попречува политиката. Друг метод освен диалогот Македонија не познава, рече тој. Да го славиме меѓуетничкиот диалог, затоа што на тој начин најдобро ќе им се одолжиме на нашите предци кои се изборија за нашата слобода и државна независност. Македонија подеднакво им припаѓа на сите. Македонија е за сите. Македонија ги промовира идеите и потребите на сите граѓани. Институциите водат сметка за стремежите на сите граѓани. Тоа е демократијата. Тоа се вредностите на Европската унија кои се и наши вредности. Тоа е идејата околу која сме обединети овие децении на македонска независност. Истакна дека Македонија и македонскиот народ не и се непријатели на Грција и дека македонскиот и грчкиот народ во духот на заедничкото христијанско наследство треба да се залагаат за изградба на мостови на соработка, како председател на собранието, рече Велјановски, подава рака на диалог и соработка за напредок на стожерните приоритети на државата и дека ниту еден проблем не е доволно голем за да не биде совладан, доколку целта е Македонија. Пред присутните председателот на собранието повика дека политичката нестабилност повлекува и етничка нестабилност. Ги повика присутните и порача дека треба да се слави меѓуетничкиот диалог, затоа што на тој начин најдобро им се одолжуваме на предците кои се изборија за слободата и државноста. Манифестацијата беше збогатена со настапи на културно-уметнички друштва. Представници на повеќе политички партии кои денеска учествуваа на манифестацијата во Меморијалниот центар Асном, упатија пораки со честитка до граѓаните по повод двата Илиндени. Тие се обратија до граѓаните и повикаа на сплотеност и заедништво во чест на Илинден. Представници на повеќе политички партии кои денеска учествуваа на манифестацијата во Меморијалниот центар Асном упатија пораки со честитки до граѓаните по повод двата Илиндена. Тие се обратија до граѓаните и повикаа на сплотеност и заедништво во чест на Илинден. Ова е голем празник на македонскиот народ, на македонската држава, на сите граѓани на Република Македонија. Момент да се потсетиме на саможртвата на тие луѓе кои што загинале во тие клучни моменти. Внимавајте, во Втората светска војна ние имаме околу 24.000
загинати луѓе во текот на 3,5 години борбени дејства. Во текот на Илинденската епопеја имаме 11.000 загинато во само 3-4 месеци. Значи 11.000 погреби, 11.000 семејства кои што биле допринеси на тоа. Значи ова нека биде потсетување на непокорот на нашиот народ, но исто така и потсетување колку скапоцена и колку е скапа слободата која што ја имаме сега и државноста, оваа македонска држава која што имаме сега. За почеток да кажам дека ми е драго што во општината Стара Нагоричина се наоѓа еден од најубавите, прекрасен амбиент, прекрасен меморијален центар кој ги обединува двата Илиндена. Овој меморијален центар, значи, секоја година се слави. Денеска беше председателот на собранието Трајко Велјановски. Неговата порака и мојата порака, значи, да го славиме овој Илинден за векови. Првин би сакал од ова место, Меморијалниот центар Пелинце, Меморијалниот центар Асном, да упатиме честитка до граѓаните на општина Куманово, до граѓаните на општина Старо Нагоричане и до граѓаните на Република Македонија. Честитки за овој голем празник, 2 август, на кој граѓаните на општина Куманово пред се и овој регион, Кумановскиот регион, се горди што се носители на револуционерните движења во Република Македонија, со кој Република Македонија ја затемели својата самостојност, ги удри темелите на својата државност и сигурно ова се моменти кога сакаме да изразиме искрена благодарност за сите оние жртви кои што се вложија во темелите на македонската држава. На овој ден да им посакаме на граѓаните на Македонија, а и на нашиве локални од Кумановската околија и Куманово, се најубаво среќен празник, убаво да го поминат и достоинствено да го одбележат онака како приличи на сите граѓани на Македонија празнувањето на 2 август. Денеска е точно 71 година од Асном, ама и 112 години од Илинденското востание. Ово е двоен празник на Македонија и би сакал да искористам приликава на сите граѓани на Република Македонија да им го честитам овој празник. Најпрво би сакал на сите граѓани на Република на Македонија, на сите гледачи на вашата телевизија да го честитам денешниот празник Илинден, двата Илиндена, Илинден од 903 и Илинден од 44-та, да посакам здравје, радост, среќа на сите и да го славиме и да ги славиме наредните Илиндени во една добра состојба, во една состојба на здруженост. Ако пред 112 години на денешен ден, благодарение на илинденците, изгреа ново сонце над првата република на Балканот, денеска не смееме да дозволиме тоа сонце никој да го замрачи. Ако на денешен ден пред 71 година, благодарение на асномците, беа поставени темелите на македонската државност, денеска не смееме да дозволиме никој да ги руши тие темели. На денешен ден се пеела песната "Изграј зоро на слободата". Денеска треба сите заедно да ја пееме таа песна повторно. Македонија е прекрасна приказна, која што има убав почеток. Не смееме да дозволиме таа приказна да има крај. Честит, свети и вековити да ти се двата Илиндена Македонија. Ова е еден од најзначајните празници во македонската историја и за македонскиот народ. Сакам да им честитам 2 август, денот на возобновувањето на првата република и кога се поставија темелите на македонската државност. И навистина сите заеднички мораме да работиме да ги сочуваме овие идеали кои што нашите предци ни ги оставија во наследство и да пренесеме порака на единство и на очување на Република Македонија во натамошниот период. Би сакал да искористам оваа прилика да на сите државјани на Република Македонија им го честитам овој голем ден за кој што нели онаа што денеска ние го имаме сите, а тоа е слободата и демократијата. Многу наши генерации ги дадоа своите животи, ние тоа денеска го имаме. Двата Илиндени и наследството на нашите предци не обврзува заеднички да го прославиме празникот и да оддадеме достојна почит на изминатите генерации, но и оние кои што престојат. Ова се едни од пораките што ги опатија представниците на дел од политичките партии кои присуствуваа на денешната манифестација во Меморијалниот центар Пелинце, на кој се обрати и председателот на собранието.
Граѓаните за двата Илиндени денеска го посетија комплексот Пелинце. Дел од нив прв пат доаѓаат, некои веќе биле тука и за претходни манифестации, но не само кумановци. Туку граѓани од сите градови на државата одлучија овој ден да го поминат празнично со блиските семејства, роднините и пријателите. Задоволни се од манифестацијата, но и од самиот комплекс кој подготвено ги пречека гостите од Македонија. Граѓаните за двата Илиндени го посетија комплексот Пелинца. Дел од нив прв пат доаѓаат, некои веќе биле тука и за претходни манифестации. И не само кумановци, туку граѓани од сите градови на државата одлучија денот да го поминат празнично со блиските, семејствата, роднините и пријателите. Задоволни се од манифестацијата и од самиот комплекс, кој подготвено ги пречека гостите од Македонија. До нашиот народ само мир и среќа и соживот да има. Тоа е најпаметно и најубаво. Па да се поштуеме и да работиме, не? Што друго? Да сме здрави. Паѓа овде комплексот, спремни сте за... Добро. Одека е добро, само малку е помала посета него други пат што беше. На сите среќен празник, нека биде за многу години и така, убаво, многу ми е мерак што дојдовме. Да се дружиме сите заедно, да бидеме сложни. Сакав да го видам ова место, оваа природа, оваа прекрасна убавина и така. После дежурство многу добро ми дојде, да ви кажам искрено, да. Првиот е за Гоце Делчев, за Јане Сандански. Вториот за партизаните. Што живееме слободата сега. Прв пат ли доаѓате на оваа традиционална манифестација? Не, редовно. Може четврти пат да е, четврта година, да. Дали ви се допаѓа самата манифестација, меморијалниот комплекс? Па да, добро е. Празникот е убав, треба да се одбележи, да биде у помасовни размери. Имам доаѓано неколку пати, а уште како дете имам одено во манастирот Прохопчински со мојата фамилија, браќа и сестри. Сега се преселивме тука да го прославуваме. Да го прославуваме и ние продолжуваме да доаѓаме. Еве со сестра ми сме тука да посетиме овој центар, да се подсетиме. Добро ли е уреден просторот, самиот комплекс, самиот меморијален центар? Да, самиот меморијален центар и се што се наоѓа во него се уредени. Па секој празник вака убаво да се собереме, да се прослави мирно. Така. Го одбравте Пелинце, ви се допаѓа природата? Да. Со семејство сте тука на мала стара за втори август? Да, со дечиња. Па додовме во природа малку да се прошетаме, да се дружиме. И бидејќи на сите препорачувам, бидејќи убаво тука во природа сите да излезат. Дека секојдневно во градот, убаво е тука да излеземе за викенд. Со друштво, со родители, роднини, ипак најубавиот празник е во годината. Што ви се допаѓа најмногу? Што има за деца? Лулашки? Да. Во комплексот Пелинце не се палеше огин согласно препораките за заштита од пожари. Граѓаните се разладуваа и во водите на Пчиња, иако нивото на реката не е на завидно ниво. Дел од нив ја посетија и собата, која што представува копија на собата во манастирот Прохопчински, во која се одржало првото заседание на АСНОМ. До неа е спомен собата во која се изложени документите од создавањето на македонската држава. Меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце е отворен на 2 август 2004 година, по повод тогашната 60 годишнина од првото заседание на АСНОМ. Комплексот опфаќа површина од 8,5 хектари и во него се наоѓаат игралишта, ресторан, амфитеатар за приредби, музеј на АСНОМ во кој се пренесени спомен плочите од заседанието на АСНОМ што биле во манастирот Прохопчински. Во чест на големиот национален празник Илинден, делегација од општина Крива Паланка, предводена од градоначалникот Арсенчо Алексовски, положи свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во Народно-ослободителната борба на Македонија, кој се наоѓа во кругот на општинската зграда во Крива Паланка. Во текот на денот на народните собири во село Трново и село Петралица беа реализирани и традиционалните крводарителски акции. Големиот национален празник Илинден, на кој македонскиот народ се подсетува на пркосот и сведоштвото на слободарската жилба, како и денот посветен на православниот светец Свети Илија и овој 2 август ги обедини кривопаланчани. Чествувањето на датумот на историските борби и победи од минатото започна со поклонување и положување свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во Народно-ослободителната
борба на Македонија, кој се наоѓа пред општинската зграда во Крива Паланка од страна на представници од општината предводени од градоначалникот Алексовски. Чест на борците им одадоа и представници на неколку партии и организации, како и граѓани. Презничниот викенд кривопаланчани го минаа на повеќе излетнички места, каде бројни беа и гостите од околните градови. На 2 август традиционално се одржуваат народни собири во село Трново и село Петралица, каде беа организирани и крводарителски акции. На добротворните акции за крводарување кои се во организација на општинската организација Црвен крст и Центарот за трансфузиона медицина Скопје беа собрани над 50 на крвни единици. Сдруженијето на пензионерите од Куманово е мошне активно и во овие летни горештини. Во пресрет на големиот празник на македонскиот народ 2 август. Тие подготвуваат неколку активности за неговото одбележување. За нив нема одмор, постојано се активни и учествуваат на секаков вид на манифестации. По повод 2 август, пензионерите од Куманово уште еднаш ќе представат дел од својот богат репертоар. Ние сме поканети од црквата Свети Илија во село Петралица, тоа е општина Ранковци, да земеме активно учество и да дадеме еден концерт во трајање од 1 час. Еве да искористам оваа прилика да на сите наши членови, на граѓаните на Куманово, да им го честитам големиот празник Илинден. Кој ќе учествува на оваа манифестација во 2 август? Покрај нас има покането и други културно-уметнички друштва со по неколку точки, меѓутоа ние сме едино, значи, културно-уметничко друштво кое ќе настапиме 1 час. Со кои точки ќе се представите? Имаме хор, 5-6 солисти, дуети и на крај фолклор со Леринско и Сплет Кумановско поле. Меѓутоа на 15 август ќе се случи голем настан, се организира средба на Сдруженијето на пензионерите од Македонија, Србија и од Бугарија. Навистина настан кој предизвикува голем интерес кај вас, па да ни кажете што станува збор. Тоа не е традиционално, ние секоја година, значи, сме домакини на 15 август го организираме еко-хепенинг на кој што ние покануваме преку 30 до 35 здруженија на пензионери од Македонија, а сега решивме да прошириме и да поканиме и од Врање, Прокупле, Лесковац, дури и од Бугарија. Тоа ни е, значи, наша организација, почнувајќи, значи, од членови на Сојуз, се обраќа прво председател на здружение, се обраќа представник на здружение од Сојуз и градоначалник. Ги каниме сите тројца, пошто наше здружение е здружение на не само на Куманово, Старо Нагоричине и Липково, ги покануваме сите градоначалници кои дојде и тие да се обратат. Обезбедуваме музика, дружење со пензионери од цела Македонија. До крајот на годината, пензионерите од Куманово уште поинтензивно ќе работат на исполнување на годишната програма. Манифестацијата Отворен ден на архивите се одржа во просториите на Занечискиот дом Куманово. Архивата беше отворена за сите заинтересирани посетители, а вработените имаа можност да ги информираат посетителите за архивистичка дејност. Со цел на јавноста да и се презентира историјата на македонскиот народ низ документите што се чуваат во депоата на архивите и во исто време да се промовира архивистичката професија по повод националниот празник 2 август, Ден на Републиката. Во Занаечискиот дом Куманово се одржа манифестацијата Отворен ден на архивите. Архивата беше отворена за сите заинтересирани граѓани, а вработените имаа можност да ги информираат посетителите за архивистичката дејност. Во холовите на архивата беа поставени изложбени поставки, најстарите, најрепрезентативни и најинтересни документи што се чуваат во депоата. Ова манифестација во Куманово за прв пат се организира на ниво на цела Република и во сите одделенија при Државниот архив на Република Македонија. Манифестацијата гласи Отворен ден на архивот, што значи дека сите заинтересирани граѓани може да дојдат да се запознаат со основната дејност на архивот, односно да ги прикажеме и преку изложбената поставка
најстарите, најзначајните, најрепрезентативните документи со кои што располага архивот, како и добиените публикации од Државниот архив на Република Македонија. Оделението од Куманово располага со документи од 1830 година, а најголемиот дел од архивскиот материјал е од 1945 година па навамо. Основната дејност на Државниот архив на Република Македонија е превземање и заштита на архивскиот материјал, односно негова обработка да биде достапна за научно-истражувачки, стручни и други потреби. Гувернерот на американската држава Калифорнија прогласи вонредна состојба поради пожарите. Илјадници луѓе демонстрираа во Тел Авив и во Ерусалим против потикнувањето на насилството. Кризата со имигрантите во Кале е европски проблем, се наведува во заедничката изјава на британскиот и францускиот министер за внатрешни работи Тереза Меј и Бернар Казнев, вести од светов. Гувернерот на американската држава Калифорнија прогласи вонредна состојба откако повеќе од 20 големи пожари избија во повеќе северни делови од државата. Гувернерот Джери Браун соопшти дека години долгата суша и екстремните температури создале услови пожарите да се шират. Околу 8000 пожарникари се борат со огнот. Властите соопштија дека еден пожарникар загинал во гасењето на пожар во североисточниот дел. Според надлежните, пожарот излегол од контрола северно од Сан Франциско и повеќе од 650 луѓе ги напуштиле своите домови. Илјадници луѓе демонстрира во Тел Авив и во Ерусалим против потикнувањето на насилството по нападот на еврејските екстремисти врз хомосексуалците и палестинците. Во петокот еден еверин со нож избоде 6 учесници на геј парадата во Ерусалим, еден од повредените во тешка здравствена состојба. Неколку часа подоцна еврејски екстремисти запалија дом на палестинец на западниот брег при што почина 18-месечно бебе, а неговите родители и братот се тешко повредени. Еден од организаторот на протестите ја повика израелската влада да преземе одлучна акција против доселениците и веднаш да започне мировен процес. Завршувањето на кризата со илјадниците имигранти кои се обидоа да ја пробијат оградата во францускиот град Кале и да пристигнат во Англија не е проблем само на Велика Британија и Франција, туку представува приоритети на европско и на меѓународно ниво, се наведува во заедничката изјава на британскиот и францускиот министер за внатрешни работи Тереза Меј и Бернар Казнев. Голем број мигранти кои во Кале се обидуваат преку тунелот под Ламаш да стигнат во Велика Британија, прво поминале низ Италија, Грција и други земји. Затоа бараме од другите земји членки на Европската унија и од Европската унија во целост да се фокусираат на самата причина за оваа криза, се потенцира во изјавата на Меј и Казнев. Македонската јуниорска кошаркарска репрезентација до 18 години го освои 21-то место на Европското првенство Б дивизија, што се игра во Австрија, пренесе Мија. Во дуелот за пласман денеска Македонија ја победи Република Ирска со 84-70, 23-17, 21-24, 23-13, 17-16. Со оваа победа нашите јуниори им се реваншираа на своите врсници од Република Ирска за поразот од групната фаза. Денешниот натпревар Македонија го доби благодарение на третиот период, кој го доби со 10 поени разлика. Најефикасен на натпреварот беше Андреј Маслинко со 29 поени, а имаше и 7 скокови. На 9 натпревари на шампионатот нашата репрезентација постигна 3 победи против Шкотска, Албанија и Република Ирска, сите во вториот дел од натпреварувањето. Останува уште да ја проследиме временската прогноза.
Ви благодарам што бевте со нас. Останете во празнично расположение со програмата на К3 телевизија. Довидување.